Добро утро овде, како што можеме да забележиме на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи се подготвуваат за првиот академски час и да ги дочекаат гостите што денеска ќе присуствуваат тука, а за тоа какви предизвици ги очекува новите бруцоши, но и студенти во оваа академска година. Утрово разговараме со Александар Николовски, председател на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Александар, добре дојдовте во Македонија наутро. Што денеска ќе се случува овде за неполн час во кампусот на Свети Кирил и Методи? Добро утро, добро ве најдов. Што ќе се случува? Свечен настан по повод првиот академски час, околу 5000 бруцоши, дури после 14-15 години, повторно на едно место. Сите бруцоши на сите 23 факултети на УКИМ ќе бидат на платото на УКИМ денеска. Ќе го држиме свечениот настан, потоа имаме информативен дел, неформален дел, комуникација со штандови, компании, организации. Вечерта имаме целовечерен концерт со наши бендови македонски, Паја Килара како артисти и потоа продолжуваме и во диско. Денеска излезе информација дека бројот на студенти е намален за 7000. Се повеќе млади студенти наместо во Македонија студираат во странство, највеќе ги има во Словенија. Како да ги задржиме младите овде да студираат во Македонија на државните универзитети во нашата држава? Не мислам, зависи која статистика се гледа, дека е за 7000 намален бројот. 2009-2010 година се запишувале околу 18000 бруцоши, оваа година ланската околу 15 и оваа година исто така што не е толку голем трендот на намалување. Како да ги задржиме? Ние како Универзитетско студентско собрание имаме подготвено пакет на мерки кои што ќе ги предложиме до новата влада преку студентскиот манифест и националното студентско тело, кои што ќе овозможат мотивирање на младите тука, запишување на нашите универзитети, но и за останување по дипломирањето тука во Македонија. Пред почетокот на академската година поднесовте барање до Министерството за образование и наука да се воведе електронски индекс, исто така исплатата на субвенциониран оброк да биде на неделно ниво. Кажете ми дали тие ваши барања се прифатени или се уште се чека да биде? Исплатата на оброк е на неделно ниво, тоа е прифатено што претходната влада. Во делот на книжниот индекс, укинување, односно на книжниот индекс, чекаме да се измени правилникот, тоа е малце посложена процедура, но ќе биде. Следната недела имаме состанок со министерката, за повеќе работи ќе дискутираме, меѓу кои некои новитети кај оброкот, некои новитети кај студентското сместување, но генерално имаме добра и одлична комуникација, секојдневно комуницираме, така да односот помеѓу МОНИ и студентите е одличен. Неодамна ни изјавивте дека сте вклучени во изработката на новиот закон и работите и на нови програми, па докаде е тој закон? Треба една верзија од страна на интеруниверзитетската конференција испратена до Министерството. Сега првично тие го отворија законот за основно и за средно образование, а за високо образование ќе биде отворен по нова година. Фактички следната година треба да биде и донесен новиот закон. Какви предизвици ги очекуваат новите студенти овде на УКИМ? Па ги очекуваат доста новитети организирани од наша страна, дополнително мерки кои што ќе ги направиме за да го направиме студирањето уште подобро, да го подкренеме студентскиот стандард. Кои предизвици? Предизвици во делот на треба да се бориме државата повеќе да го поддржува високото образование, што е и предвидено со новата програма, квалитетот да се подигне на повисоко ниво, затоа што се соочуваме со доста низок квалитет. Мислам, кај одредени универзитети треба да се направи сеопфатна евалуација, затоа што до сега ниту една евалуација, ниту еден универзитет не е направен од страна на одборот за евалуација, така што тие моменти се клучни предизвици за да нашето образование се подкрене на повисоко ниво. Александар, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака што сакате да испратите денес по повод првиот академски? Јас на студентите би им кажал да бидат своји, да не се плашат од ништо, затоа што доколку се слушаат себе си, ќе успеат на било кое поле. Александар, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, а ние им посакуваме успешен почеток во новата академска година на сите студенти.